Точно ке ја сакам, угоста ја своја, Скопје каже ми. Јосип Броз Тито. Јосип Броз Тито неколку пати ја посети и Македонија, тогаш дел од Југословенската федерација. Прва посета оствари во 1945-та со специјалниот воз кој доаѓа на железничката станица во Скопје, а вечерта во Народниот театар лично им ги предава одликувањата Орден за народен херој на мајките од загинатите: Орце Николов, Кузман Јосифовски Питу, Мирче Ацев, Христијан Тодоровски Карпош, Цветан Димов, како и бабата на Страшо Пинџур. 1949-та држи говор на големиот митинг во Скопје пред 100.000 македонци. Во 1953-та Лазар Калајџиски Добри прима орден за заслуги за народ со златна ѕвезда. Во 1954-та синиот воз преноќува на отворената пруга ноќта помеѓу 6 и 7 јуни. Тито држи говор од синиот воз пред насобраните неготинчани на железничката станица. Во 1957-та Тито лично ја пушта во погон хидроцентралата Вруток, го посетува Куманово и фабриката за рабни цевки 11 октомври. А во 1959-та, враќајќи се од 3-месечна турнеја по Африка и Азија и Грција, од Солун оди со синиот воз да допатува во Скопје, каде што преноќава. Во 1961-та, на 17 годишнината од ослободувањето на Скопје, го пушта во употреба делот кој ги врзува Македонија и Србија од автопатот Братство и Единство, ги посетува Битола, Ресен и Охрид. Во 1963-та, на непоминати 24 часа од страотниот земјотрес, доаѓа во разурнатото Скопје. Се запознава со последиците од катастрофата, посетува делови од настраданиот град и ги обиколува прифатилиштата и привремените сместувалишта на граѓаните. Деветтата посета на 22.8.1963 година. Јосип Броз Тито пак е во Скопје, но заедно со рускиот гостин председател на СССР Никита Сергеевич Хрушчов. Во 1965-та Тито повторно е во Скопје и Македонија, но заедно со полските раководители Владислав Гомулка и Јузеф Циркањевиќ. Тие ја посетуваат фабриката за органско-хемиско производство ОХИС, а по пладнето се на изложбата од новиот генерален урбанистички план на Скопје. Пред заминувањето, високите гости присуствуваат на концерт организиран специјално за нив од ансамблот Танец. Во 1967-та доаѓа во повеќедневна посета на СР Македонија. Истиот ден ја пушта во употреба Скопската железара. Тито одмара во Охрид на 1 август 1969 по повод 66 годишнината од Илинденското востание и 25 годишнината од заседанието на АСНОМ. Тито пак е во Македонија. Во 1970 е на свечена академија од МАНУ, при што тогашниот председател на МАНУ, Блаже Конески, му врачува на Тито диплома почесен член на МАНУ. Во 1972 при оваа посета Тито во својата резиденција на Водно прима представници од редакцијата на Нова Македонија на кои им одговара на актуелни прашања. 1975 во Скопје ги посетува Сулијан и црквата Свети Спас, при што положува букет цвеќе на гробот на Гоце Делчев. Во текот на денот Тито го посетува трговскиот центар. Во 1978 според тогашните извештаи, повеќе од 400.000 скопјани го пречекуваат на улиците од Скопје, по кои долго движи колоната автомобили од придружбата на Тито.